Колеги советници, раководители, директоре, почитувани медиуми, гледачи Кумановци, ја отварам 15-тата седница на Совет на Општина Куманово. За работа на седницата го предлагам дневниот ред, кој што заедно со материјалите електронски ви беше достапен. Имавме и координација, дискутиравме за истиот. Дали некој бара измена или дополна на дневниот ред? Бидејќи никој не побара, бе молам да го усвоиме дневниот ред по кој што ќе работиме денеска на 15-тата седница. Констатирам дека со 20 гласа за и 1 воздржан усвоен е дневниот ред на 15-тата седница на Совет на Општина Куманово. Започнуваме со работа по точките од дневниот ред. Предлагам на Советот да ги споиме првите 6 точки кои се однесуваат до поништување на јавниот повик. Ве молам да се изјасните за овој мој предлог. Констатирам дека со 24 гласа за, нема против и нема воздржани, ќе водиме заедничка материјална расправа за следниве точки. Предлог одлука за поништување на јавен повик број 06/26, 01/26, дополнување за пројавување на интерес за пријавување на кандидат за избор на еден член на надзорен одбор на јавно предпријатие Водовод. Точка број 2, предлог одлука за поништување на јавен повик број 02/26, дополнување за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на 3 членови на надзорен одбор на јавно предпријатие Чистота и зеленило. Точка број 3, предлог одлука за поништување на јавен повик број 03/26, дополнување за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на 2 членови на управен одбор и 1 член на надзорен одбор на јавно предпријатие Пазариште. Предлог одлука, точка број 4, предлог одлука за поништување на јавен повик број 04/26, дополнување за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на 1 член на управен одбор и 2 членови на надзорен одбор на јавно предпријатие Куманово паркинг. Точка број 5, предлог одлука за поништување на јавен повик број 05/26, дополнување за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на 1 член на управен одбор и 1 член на надзорен одбор на јавно предпријатие за изградба на инфраструктурни објекти Куманово газ Куманово и предлог одлука за поништување на јавен повик број 06/26, дополнување за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на 1 член на надзорен одбор на јавно предпријатие за просторно и урбанистичко планирање Куманово план Куманово. Со нас е председателот на комисијата, која беше именувана од страна на општина, односно од градоначалникот, повелете Ненад Стојановски, да кус образложување што се случува и зошто овој предлог пред Советот. Повелете. Благодарам, почитувана председателка, почитувани советници, почитувана општинска администрација, вработени, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Имаме предлог одлука за поништување на дополнување на оглас за пројавени кандидати за избор во управни и надзорни одбори. Ова е трет пат веќе поред како се спроведува. Почна од месец декември, се уште не се изберени членови. Зошто дојдовме до предлог одлука за поништување на ова дополнување? Затоа што моментално сме во фаза на селекција која започна и се одвиваше на 8 минатиот месец, тоа е односно минатата недела. По примени апликации има недоволен број на кандидати, односно кандидати кои не ги исполнуваат условите
кои се неуредни или воопшто не се пројавени на самите позиции и места кои се барат во сите 6 јавни предпријатија, каде управни, каде членови на надзорни одбори, и со тоа, доколку се продолжни со самата фаза на селекција, нема да може да се конципираат самите управни одбори, со оглед на оскудноста на кандидатите, кои и оние кои што се уредни не би знаеле дали по сите фази би можеле да бидат изберени, а и доколку истите бидат изберени, нема да можат во целост да бидат формирани одборите, ако се земе во предвид дека ниту завршна сметка не може да се изгласа доколку не се комплетирани, ниту планови за вработување и напредување кои имаат своји законски рокови најдоцна до август, крај на август за наредната година. Сметаме дека е најправилно и најисправно оглас да се поништи и да се пушти и ово на ново. Се бараат 13 позиции заради транспарентност на постапката, оно што можам законски да ви го кажам како комисија. Се бараат 13 членови во 6 јавни предпријатија, има вкупно пријавено 15 кандидати и тоа е многу мал број. И можам да ви ги прочитам. Значи, во јавно предпријатие Водовод се бара еден член за надзорен одбор од областа на финансиско работење. Имаше пријавено еден уреден кандидат кој се откажал од понатамошна постапка, си ги подигнал документите. Значи немаме кандидат. Ја по чистоти зеленило се бараат 3 члена во надзорен одбор, пријавен еден финансиско работење, уреден, меѓутоа треба да достави дополнителна документација за потврда на работно место од областно на финансиско работење, бидејќи истата не е приложена, што тоа значи ако економист треба да докаже дека работел во област на финансии. Еден денос на јавното предпријатие треба да достави потврда за искуство во струката, која е симптоматично и не знаеме дали ќе е тоа така или не. Нема пријавено воопшто правник, тоа е третата позиција. Во ЈП Пазаришта нешто слично состојба. Се бараат 2 члена на управен одбор, еден во дел на финансиско работење, еден член на надзорен одбор. Правник има пријавено 4 кандидати, еден неуреден нема искуство во струка од финансиско работење, еден правник нема работно искуство од 5 години, еден неуреден нема уверение од суд и така натаму, еден неуреден кој не е од финансиско работење. Јавно предпријатие Паркинг се бара еден член на управен одбор и 2 члена надзорен правник и деносно предпријатие. Пријавено еден неопределен за управен или надзорен, значи воопшто и самата апликација нема намена, значи не знае за кај аплицирал. Финансиско работење не се изнесил за пријавата. Еден економист уреден, меѓутоа е потребна дополнителна потврда, еден неуреден, еден за надзорен одбор правник уреден. Јавно предпријатие Куманово газ се бара еден член на управен одбор правник, нема пријавено кандидат. Се бара еден член на надзорен одбор финансиско работење, има 3 пријавени уредни, сите кои треба да достават дополнително потврда. Јавно предпријатие Куманово план се бара еден член на надзорен одбор од деносно предпријатие, има еден пријавен неуреден. Значи, доколку се продолжи со огласот, ние не можеме со сигурност нити да знаеме дали истите ќе ги достават документите кои им недостасуваат или дали воопшто ќе се пријават на интервју, а и доколку се случи тоа, повторно истите управни и надзорни одбори нема да бидат комплетни и со тоа предлагаме во најбрз може рок овој оглас да се поништи и ако може уште од утре да се пушти нов оглас, за да во најбрз може рок истиот се спроведе и да можеме до крај на месец, евентуално почеток на месец август да се донесат овие управни одбори и да можеме да ги оспособиме предпријатијата да работат. Ние како комисија немаме право да повикуваме за пројавување на огласот, значи треба малку поголема масовност и заинтересираност, меѓутоа вие како советници, доколку ова го поништите и донесете одлука понатаму за објавување на нов, можете јавно да повикате на сите оние кандидати кои ги исполнуваат услови, а се бараат малку повеќе услови, да се појават, пријават, за да имаме и конкуренција во огласот. Благодарам. Тоа е сега. Ако има некои прашања, стоиме на располагање. Благодарам. Повелете советници, дали некој бара збор во врска со овие 6 точки? Повели Марина Манойловска. Дали уште некој бара збор? Повелете советничка.
Почитувани колеги советници, почитувани медиуми, општинска администрација и следачи на Совет на општина Куманово. Почитуван раководител. Од сето ова што го слушнавме до сега, ова не е прва седница за која расправаме на оваа точка, јас можам само едно да заклучам. Овие позиции се добро платени позиции. Кога на вакви позиции нема пријавување на кандидати, значи едно – недоверба во општинската власт. Партизацијата, непотизмот и клиентелизмот си го зедоа својот данок. Кога едно општество 35 години го партизирате и вршите клиентизација, нормално е да граѓаните ниту сакаат да учествуваат во донесување на битни одлуки, не само за јавните предпријатија, бидејќи тие јавни предпријатија се општински предпријатија, предпријатија на граѓаните на општина Куманово, па следствено на тоа и ваквите конкурси ќе продолжиме и да ги поништуваме, и да ги објавуваме, и ако до сега не се пријавија, не мислам дека и од сега натаму ќе можеме да најдеме кандидати кои не само што ќе ги исполнуваат условите, туку и ќе се пријавуваат на вакви конкурси. Мене ми е искрено жал што доаѓаме во ваква ситуација, но таа е очигледна. Се гледа. И од таа причина ги оправдувам граѓаните кои не сакаат да учествуваат во вакви одбори, без разлика дали се надзорни или управни, па и покрај тоа што се добро платени, граѓаните држат до својот интегритет. И како општество, а и како власт ќе морате да ги почитувате и граѓанскиот интегритет и граѓанскиот слободомислечки капацитет. Од таа причина ќе гласам за овие точки, но ми е жал што ни се случува за прв пат откако сме самостојна држава, општина Куманово се соочува со недостиг на кадри. Ви благодарам. Повелете председател на комисија. Благодарам. Почитувана советничка, мислеви да не ви одговорам, ама ќе земам збор бидејќи ме апострофирате. Прво, јас сум комисија, не сум тој што ги вика, ги повикува, не ги повикува. Значи, доколку имам кандидати, избирам или не избирам кандидати. Партизација, политизација, дали на мене се однесува тоа или општо зборувате, не знам. Мислам, не треба мене да ме повикувате како раководител и се тоа да ми го кажувате. Политика ова, мислам дека не треба да водите. Јас ви кажувам од позиција на председател на комисија дека немам доволен број на кандидати и дека бараме поништување на оглас. А сето останато, дали има интерес или нема интерес, очигледно е дека има интерес, ама не се исполнуваат услови. Порано бирање во управни надзорни одбори било на седница на совет. Нити се гледале услови, нити што ја знам. Сега има услови, критериуми. Тие услови треба да бидат задоволени за да се исполни бројот на луѓето кои се бараат во самите одбори. Благодарам. Реплика, повели Марина. Почитуван раководител, ја не ве апострофира вас. Јас ви се обратив само како председател на таа комисија, бидејќи вие го водите процесот. Немам на кого друг. А она за партизација, непотизам и клиентелизам е воопшто. Значи, условно за целото општество, па вклучително и за општина Куманово. Она што знам дека има многу кандидати кои поминале низ административни конкурси, но не се изберени. Предпоставувам дека причината е или партизација, или клиентелизам, или непотизам. Ништо повеќе од тоа. Значи, не сваќате лично, не се обраќам кон вас, туку како председател на комисија која врши селекција. Не сте вие единствен во таа комисија, но партизацијата, непотизмот и клиентелизмот се одлика 35 години на целото наше општество. Благодарам. Благодарам, почитувана советничка. Драго ми е што не се однесува тоа на мене. Во тој дел, во делот дека поминале, значи огласот е во фаза на селекција, никој не поминал. Јас ви кажав колку кандидати има пројавено, колку се уредни или неуредни и што би значила понатамошна постапка. Така да нити некој е изберен, значи нити е дојдено до фаза на интервју, значи секој оглас има свој фази. Благодарам.
Повелете дали некој друг бара збор? Повели Илич па Југослав Спасич. Благодарам, почитувана председателка, почитувани колеги советници. Јас само ќе се надовржам на дел од дискусијата на колешката Мануеловска. Значи, овие јавни повици за избирање на управни одбори и надзорни одбори се слика и прилика за функционирање на локалната самоуправа и моето обраќање ќе биде насочено кон вас, колеги советници. Значи, треба длабоко да размислиме како успеавме за овие неколку месеци да ја нарушиме довербата на граѓаните и зошто граѓаните на Куманово не чувствуваат потреба да бидат дел од управувачки и надзорни органи на јавни предпријатија од кои што многу што зависи и сами знаеме колку поплаки има на работа на јавните предпријатија, постанало последните неколку месеци и години. И каде е нашиот допринос во тоа? На претходните неколку седници видовме како се силува од позиција на моќ, од позиција на власт, како се носат одлуки, зошто некој човек со интегритет, со дигнитет би сакал да се вклучи во работа на јавно предпријатие, каде што само би одобрувал и би ја минувал пропаѓање и уништување на јавните предпријатија. Се наоѓаме во многу сериозна ситуација, бидејќи знаеме, се уште не се донесени завршни сметки, доаѓа време да се подготвуваат годишни програми, планираме да взимаме кредити 100 милиони евра за се купуваат, да се помага на некој јавно предпријатие, но ситуација е длабоко сериозна. Апелираме малку вие од мнозинството да си размислите како работите и што работите, бидејќи ова е црвен сигнал за вас. Веќе 7 месеци се влечеме со оваа постапка, да нема доверба. 60 наши сограѓани се јават на овие огласи, да бидат дел од управувачки органи на јавни предпријатија, значи самите кажуваат колку има доверба во работата на локална самоуправа и во доверба на органот Совет, бидејќи ние треба да ги избереме овдека. Примерите кои што ги дававме сите овие месеци го гледаме резултатот. Проблем е што сме на почетокот на мандатот и газиме во сериозни проблеми. Ако продолжиме вака, кој ти знае како ќе завршиме за 4 години. Не е проблем да се спроведува нели политика која што ви имате како владеачко мнозинство, но проблем е кога се силува таа политика. Тоа луѓето го гледаат, го препознаваат и ова е нивниот одговор. Овој одговор нашите сограѓани. Да, може би се тешки услови за да се биде член на управен одбор, но поради самите ситуации во кои се наоѓаат таа предпријатија со години, законодавецот осмислил дека тука треба да се најдат луѓе кои што имат и работно искуство, од кои што се дел од сфера на работа на предпријатијата. Ние баш такви ги немаме. Че јавно предпријатие чистота недостасува тројца од надзорен одбор. Неколку позиции кои што знам кај што треба да има правници, како што рече председател на комисијата, мислам дека воопшто не се пријавиле луѓе. Значи тие што разбираат малку што се случува, не се заинтересирани да бидат дел од управувачките органи. Тоа е порака за вас која што ние овдека неколку месеци од опозиција се обидуваме да ви го кажеме. Вие постојано не ја разбирате или не сакате да ја разберете и еве до каде дојдовме со тој начин на работење. Населно минатата седница изгласавте задолжување 100 милиони денари без да се испочитуваат законските рамки и сега сакате луѓе да бидат дел од управувачки органи. Секој свесен човек нема да се пријави на овој јавен повик, доколку ние не се промениме. Се работи за Куманово кое што ние живееме со години. Малку за некои работи треба да излеземе од партиските шинели, од оквири да мислиме што е добро за градот. Барем малку. Малку да покажеме капацитет дека можеме, дека умееме и дека сакаме. Што ќе се случи доколку до крај на година нас не се пријават луѓе за овие органи? Како ќе работат јавни предпријатија без управен одбор? Не може да донесе работна програма, не може да работи предпријатието воопшто. Не би сакал тоа да се случи и се надевам дека нема да се случи.
но граѓаните ни праќаат силна порака. Вие сте власт, размислете малку како работите и какви пораки праќате до граѓаните. Ова е сериозна недоверба на граѓаните во досегашното работење. Ние ја искажуваме тука на седници на Совет, но и граѓаните индиректно праќаат порака. Благодарам. Благодарам, повели Југослав. Благодарам, председателка. Добар ден на сите. Јас морам да кажам дека сум задоволен од образложението со овие кандидати, позиции и пријавени кандидати кои би ги исполниле услови, но тоа го очекував да го има и во документите, да биде попрегledно за сите нас советници, што мислам дека постојано алудирам на некоја култура на состанок, на давање информации на време, да биде Советот еден орган кој што свесно ќе ги носи одлуките. Според мене, ова поништување би било демотивирачки за тие што се пријавиле и ги исполнуваат условите, особено ако земеме со оглед на тоа дека ситуација е сега, мислам, период сме во кој што се и одмори, летни, таква е сезоната, со поништување, а имаме кандидати што може да поминат, најверојатно нема да се пријават пак. Во екна сезона за 2 недели пак ќе очекуваме други да ни се јават, што ќе биде малку веројатно дека ќе се јават толков број на кандидати. Според мене, еве моја некоја гледиште и совет би било да продолжи оваа постапка со овој оглас сега, да се изберат кандидати и подосна при крај на летото да се објават по оваа постапка тие што ќе ни фалат и така сега функционираме со непотполни управни надзорни одбори, така да мислам дека во неколку фази ги надополнуваме бројките, би било некако поодржливо и пореално би ги за пократко време би ги формирали овие надзорни управни одбори. Така да еве тоа е некоја моја гледиште и мој совет, ова поништување мислам дека ќе донесе да нема пријавено доволно кандидати ни во следниот оглас што ќе биде наред во следната точка. Благодарам. Благодарам, повелете Ненад. Благодарам, почитуван советник. Јас и во своето образложение ги објаснив сите кандидати. Прво, заради тајности законското работење, не можеме имиња да ви даваме, бидејќи ни јас не ги знам имињата, затоа што не лицитирам со имиња. Гледаме како комисија дали исполнува услови или не исполнува услови и имаме недоволен број на кандидати. Се што ќе побарате во писмена форма, како советник ви припаѓа и можете да го добиете. А и овој дел што ви го прочитав, исто колку се уредни, колку се неуредни, станува збор за бројка, не и за имиња. Друга работа, не знам од кај знаете вие дали некој повторно ќе се пријави или нема да се пријави. Од тие што, ако се поништи огласот, бидејќи од советот нели треба да донесе одлука. Зошто би изгледало демотивирачки? Истите тие луѓе кои имаат желба и кои веќе еднаш се пријавиле при повлекување на документите, бидејќи истите документи треба да ги повлечат од комисија, им се кажува повторно да поднесат документи. И еве јавно ги повикувам, иако немам право. Сите кои што исполнуваат услови, нека се пријават на тој оглас. Или пак имате некој ваш близок кој се пријавил, па сега ово ми го кажувате. Не знам како да го разберам. Искрено. Благодарам. Дали уште некој бара, повели Југослав, реплика? Благодарам. Мислам дека имиња никакви не спомнав, туку кажав податоци кои што ги изнесувате, сум задоволен да ги има во писмена форма претходно за да носиме свесни одлуки. Тие бројки што ги сега наброевте, 3 ваму, овдека нема пријавено. Во Пазариште слична ситуација, таа ситуација како е напишана со бројки, ние посвесно ќе знаеме овдека што одлучуваме. Имиња, веројатно вие сакавте да слушнете такво нешто од моја страна, па си давате одговор сами на тоа. Ќе ве замолам, мислам да не го правите тоа, немав таква намера. А како што веа проценките дека ќе има одбори, еве во 3 повика уште ги нема, затоа сугерирам од моја страна, од моја гледна точка, не противнички или неадекватно. Како сугестија, благодарам. Повелете. Во ред, ако сум разбрал погрешно тој дел, се извинувам, да се надоврзам на одговорот. Доколку се премине во фаза на интервју и некој од кандидатите поминат, ќе помине еден, ќе помине двајца и секако нема да бидат комплетирани управните одбори, што значи дека нивното функционирање нема да постои. Исто така, ќе нема изедначеност во мандати.
Значи не можеме ни ако бираме еден по еден, знаете кога ќе заврши овој оглас? Може би до март 2027 година. Затоа предлагаме скроз да го поништиме и да пуштиме и ово на ново. Благодарам. Збор побера Благојче Екимовиќ, повели. Благодарам, почитувана председателка, почитувани колеги советници, општинска администрација, гласачите пред малите екрани. Нели, се додека функционираме, дали е некој ваш близок или не е ваш близок, очигледно е дека не може да избереме членови на управен одбор. Законските работи се сменети многу поодамна. Во минатото ги враќавме статутарните одлуки на јавните предпријатија, за да се вметнат во статутот на јавното предпријатие одредбите од законот како треба да личи еден управен одбор. Ако управните одбори не функционираат, како тие сега избраните може, или сега за овие што останале, што се стручни и компетентни, ќе гледаме дали ни е близок или не ни е близок. Мнозинство кое што брои 5 политички партии на 100.000 граѓани да не може да најде 60 луѓе, да се најпартиски, најтврдокорни, се више нефункционални јавни предпријатија. Ја апел до граѓаните на Куманово, сите овие стручни луѓе кои што се бараат согласно документацијата што ги распишува комисијата, за нивната стручност како комисија не сакам да се доведувам во прашање дали ќе бираат на тој начин или ќе бираат за критериумот. Но да се доведеме у ситуација да немаме 8 месеци управни одбори е стварно срамно. Срамно е зашто првично избравме луѓе кои што не се компетентни. Стручниот кадар го оставивме за на крај. Тука е проблемот. Кога треба да дојдеш ти да му кажеш на некој дипломиран економист, финансиски насоки определен или некој дипломиран електроинженер или хидроинженер да седи на иста маса со некомпетентни луѓе кои што се избрани, затоа не се пријава. Да беа изберени првично сите финансиски потребни како што се барат по документација, другите места каде што вика не се става школа која што е компетентна, сигурно ќе се избере. Ама да не може, ова е 10-то поништување. И јас сум убеден, што ако не, пак избереме. Пак треба за 15 дена, на секои 15 дена да распишуваме огласи, да викаме седница, распишуваме, поништуваме. Ако има некој компетентен од овие што се пријавени, не е битно имиња и презимиња, дали се наши, ваши или било кој. Битно е да ги ставиме луѓе јавните предпријатија у функција. Мој апел е до сите заинтересирани, односно компетентни граѓани да се пријават на овој оглас и да се достава документација, комисија да разгледа и доколку се соодветни, да не гледаме дали е нечив близок или не е близок. Бидејќи како функционирате со близок или не близок, затоа не може да избереме ние членови на управен одбор. Бидејќи видовме на претходните 14 седници, овој совет работеше за кумашинци, братучеди, вакви, такви. Благодарам. Повели Дарко Митевски, советник. Благодарам, председателка. Почитувана председателка, почитувани колеги советници, почитувана членови на комисија, јавност. Во врска со овие 6 точки кои што се поништување, навистина ми е жал што не успеа да се формираат овие управни и надзорни одбори, затоа што самите предпријатија имат огромна нужда од нив. За жал 22 година имаше мислам за жал. Тоа е добро што се направи во 22 година да се смени законот за јавните повици за управни и надзорни одбори, со што се сменија правилата на игра, бидејќи претходно со години и децении се ставаат луѓе без соодветно образование, без никакви услови,
и едноставно, значи, небитно дали има завршено средно, основно, не знам, факултет, беа ставани луѓе да работат на такви одговорни функции. Така да сега од 22 година со промена на овој закон и сега што ги стигнат членовите на овие предпријатија, треба да се изберат членови кои што исполнуваат многу посериозни услови. Мислам дека една од причините поради кои што не се јавува доволен број на членови, бидејќи тоа се сите високо квалификувани кадри, а самите паушали се неинспиративни во најмала рака, затоа што колку што јас знам, мислам дека за управните одбори околу 4.500 денари паушал, а 3.000 денари е за надзорни, така да мислам дека и тоа исто така и тоа влие многу на тоа дали некој ќе се запати со ваква работа, да има одговорност, а да не биде ни доволно платен. Се надевам дека и самите паушали ќе бидат покачени и понатаму со тоа што ќе биде и некаков вид на дополнителен мотив за луѓето да се пријавуваат и за овие управни и надзорни одбори. Навистина се надевам дека сега по вториот повик ќе успеат поголем број на членови да се пријават, да учествуваат на овие огласи и ве замолил вас како раководител и како комисија да објавите и ние да споделуваме точно датуми кога ќе бидат распишани новите огласи, да се тоа масовно поддржи и да бидат што поголем број на граѓани информирани со цел да може што поголем број од заинтересирани да се пријават, да конкурираат и самата конкуренција да биде поголема и да се изберат најквалитетните луѓе. Благодарам. Повели Илич за збор. Благодарам, почитувана председателка. Значи, најпрво, услови за членови на управни на надзорни одбори само се биват построги. Уште 2017 кога биравме членови на управни на надзорни одбори, тогаш имаше потребно квалификации, образование, да мора со високо образование, со работно искуство од 2 од 3 години да имаат, економски правници да има, економисти да има. Значи ова не е ново од 2022 година, не знам како сте ги бирале 2021 година членовите на управни на надзорни, тоа треба да се провери какви одлуки сте носели во тој период. Во однос на паушалите, мислам дека се доволно инспиративни, само треба некој да го прочита законот. 1/3 од просечна плата по одржана седница се паушалите во управни надзорни одбори, така предвидел законодавецот. Тоа по 3.000-4.000 тоа било понекогаш и одлука за висината ќе треба ние тука на Совет да ја донесеме. И она малку ќе се надовржам на колегата Јатимовиќ кој што кажа дека претходно беа ставени какви беа ставени членови на управни одбори, на надзорни и потполно е во право дека луѓе, сериозни правници, сериозни економисти, сериозни инженери, урбанисти не би сакале да бидат дел од раководење на фирма со луѓе какви што беа претходно избрани. Не ги потценувам, но можеби тие така процениле, а и сега самите покажавте дека како мнозинство со вашето неразбирање, непознавање, уште еднаш ги одвраќате граѓаните да се пријавуваат на вакви огласи. Подобро беше да не се јавувате, да не кажувате ништо, можеби ќе се пријавеше некој вака, упорно им кажувате на луѓето дека располагате со сериозно незнаење и тие не сака да се работуваат со ваква власт. Затоа се обратив кон вас, кон владеачкото мнозинство, бидете посериозни, бидејќи ова е сериозна работа во која ги донесовме јавните предпријатија. Не дај Боже да не ги завршиме управните одбори до крај на година, не знам како ќе функционираат јавни предпријатија без работна програма. Мислам дека тоа нема се случи, но во Куманово видовме дека се е можно, се може да се случи, а вие како мнозинство секогаш знаете да се надминете сами себе, па можеби ќе успеете и овој пат. Повели Дарко Медведски, реплика? Благодарам, председателка. Во врска со паушалите што реков, значи да, законска рамка е 1/3, но таа треба да помине на Совет. А ние уште имаме од стариот кога се 4.500 или 3.000. Така да треба на Совет да помине таа одлука за да биде 1/3 од просечна плата. До 1/3, да.
Значи, тука се одлучува. Не е така. Благодарам. Дали уште некој бара збор? Повели Иван Петковски. Благодарам, председателка. По уште еден неуспешен оглас, чувствувам обврска дека морам да ве потсетам на тоа што го реков на 9-та седница, кое што од оваа перспектива излезе дека е апсолутно точно и е апсолутно предвидувачки за ова што ни се случува и верувам дека и понатаму ќе не се случи ако не смениме некои работи. Да ве потсетам на истата таа седница, кога ги изгласавме криминалистот во Пазаришта, потоа мислам дека беше магистар по безбедност на храна во паркинг, оној од јавно здравје во Куманово план, и реков дека не ги спорам, сигурно се добри луѓе. И тогаш беше делумен огласот, не ги пополнивме сите. Рековте дека тоа може и да биде проблем, да е незаконски, доколку ве слушнав добро, и тука ќе лежи и моето прашање. Тогаш дадов сериозна анализа зошто ни се случува тоа. Дека 35 години истите управни одбори се сметаат за платен список за заслужни партиски кадри. И сега сакаме нормален, непартиски граѓанин, едуциран, еманципиран, компетентен, квалификуван, кој што ги исполнува законските услови, да се нафати за било кој паушал, не е битно тоа, треба и да има и малку мотив да му помогне на градот, да се пријави на овие огласи. Зошто не се случува тоа? Тогаш ви реков дека има две причини кои што јас ги гледам. Прво, не верува после овие 35 години жестока партизација, непотизам, дека воопшто без партиска книжка ќе добие шанса да биде дел од овие управни одбори и да ги исполнува законските услови. И второ, и да биде дел од тие управни одбори, кај него има перцепција дека ќе треба да верификува и аминува, одобрува и да сноси одговорност за работење на за лошо работење на партиски директори. Таков беше принципот со години. И сега, како и да го гледаме тоа, во нивна перцепција, а и во наша, е точно. Затоа што се е партиски, директорите се партиски, ВД директорите се партиски, раководителите знаеме од која партија се. Па и еден председател на местна заедница, па и тој да е партиски. И тоа се случува 35 години. Не го винувам овој совез, ова ни најмалку и сегашната комисија. Целокупното општество ни е такво. 35 години се прави политички инженеринг на овој народ. Му се ветува се и се што се лаже. Не за да верува во ветувањата и лагите, туку за да не верува во ништо. И не верува во ништо. Нема да се пријават, барем не додека не еволуираме и како совет, и како луѓе, и како партија и идеологија, да проминеме од еден дисфункционален систем во еден нормален систем каде што од мотив од партија и идеологија и личен интерес ќе отидеме на мотив Куманово, Македонија и општи интерес. За да не ја сватите целава дискусија како злонамерна, песимистична или негативна, што не ми е целта, еве ќе го послушам председателот на комисијата, јавно ќе ги повикам граѓаните, сите кои што сметаат дека можат да помогнат на овие јавни предпријатија, дека се доволно едуцирани, дека се доволно компетентни, квалификувани и пред се дека ги исполнуваат законските услови, да се одважат, да се пријават на огласите секогаш ќе имаат поддршката на граѓанската иницијатива, верувам и на целокупниот совет, за се што ќе сметаат дека е корисно во нивната работа и во нивното учество во работата на јавните предпријатија. И исто така ќе имаат и кому да му се обратат доколку сметаат дека нешто таму се работи незаконски или не е во интерес на јавното предпријатие. И за крај, не би сакал да ги делиме, кога веќе не терате, не терате, не повикувате, да ги повикаме граѓаните да аплицираат и да се пројават затоа што има мал интерес, не е добро, не е коректно да ги делите на наши и ваши. На коректната дискусија на советникот Југослав Спасич, повторно отидовте во друга насока, да зборувате дали вие имате некој ваш кој што
аплицирал па не е прифатен, со некои дискусии од некое друго време. Дајте да покажеме различност. Дајте да ги повикаме сите. Нека бидат и од опозицијата ако се квалитетни. Нека бидат од било кој ако се квалитетни, ако можат вистински да допринесат за тие јавни предпријатија. Кога ќе еволуираме од наши и ваши во еден заеднички општи интерес, мислам дека и ќе ги пополниме управните одбори и предпријатијата ќе доживеат една финансиска стабилизација и да кажеме една ренесанса. Ви благодарам. Благодарам. Дали уште некој бара збор? Марина Мануеловска повели. Само мала реплика на колегата Петковски. Почитуван колега, во ова општество најголема катастрофа и најголем минус е ако размислуваш со своја глава. Ова општество, односно сите власти овие 35 години, бараат едномислички луѓе. Луѓе кои мислат онака како што мисли лидерот, онака како што мисли партијата. И за жал на оваа дередже сме токму од тоа што на овој начин и вака се размислува. Се додека така е, не верувам во некоја напредица и во некои подобри услови, па и функционирање на нашата општина. Благодарам. Благодарам. Дали уште некој бара збор? Јас би сакала да се... Дали некој бара збор? Не. Јас би сакала да земам збор. Значи, состојбата во јавните предпријатија во најмала рака може да кажеме дека е алармантна. Зошто? Затоа што немат управни одбори кои управуваат со јавните предпријатија и немат надзорни кои вршат надзор на материјално и финансиско работење. Единствено функционално управен одбор е на ЈП Чистота и зеленило. И сега сменет е законот, дополнет е законот и мора да распишеме јавен оглас, советот, основачот на јавните предпријатија да распише јавен оглас на кој што ќе се пријават компетентни, квалитетни луѓе со стриктно препишани препозиции дека треба да биде правник со 5 годишно искуство во струка, не некаде друге да работи, а правник да биде, значи 5 годишно докажано искуство, дека треба да биде неосудуван, дека треба да му бидат 240 кредити и така натаму и така натаму. За прв пат овој совет гласа кандидати кои поминуваат низ комисија, прво јавен оглас се распишува јавно од општината, потоа поминува низ селекција на комисијата, па се вршат интервјуа и тие луѓе доаѓаат овдека затоа што комисијата оценила, која мислам дека ги следи законските прописи, доаѓа овдека пред нас како предлози да ги гласаме за управни и надзорни одбори. И тоа мене ме прави оптимист дека многу повеќе луѓе кои се ставени во управни надзорни со високи квалификации и компетенции во областа во кој што им треба на јавното предпријатие ќе допринесат за функционирањето на јавното предпријатие. Тие управни надзорни, не зборувам за финансиски, колку ќе бидат, колку финансиски тоа ќе им се исплати, меѓутоа треба да бидат секако луѓе кои прво сакат да се инволвират во работата на јавното предпријатие, кои имат познавања, кои имат багаж за да можат да управуваат, да дават предлози на директорот, па тој директор да дојде овдека пред нас да даде предлог одлуки, што ги донере заедно на управните и надзорните одбори, па надзорниот председател на надзорниот да дојде на седница, што му е и работа, да каже каде не штима, каде е добро, каде не е добро во јавното предпријатие. И кога повеќе глави размислуваат, мислам дека многу подобро ќе биде, меѓутоа луѓе кои сакаат да се инволвират во јавните предпријатија и кои што можат со своето искуство да придонесат. Сега, дали е партиска оваа работа? Мислам дека апсолутно не е. За прв пат јавен оглас се распишува на ниво на општина Куманово за јавни предпријатија и мислам дека влегуваат навистина квалитетни луѓе кои може да придонесат. И дај Боже така да е, и дај Боже на крај на денот, затоа што според статутите сменети во претходниот состав на совет, председатели на управни надзорни одбори, кога ќе дојдат директорите пред нас да предлагаат тачки и тие се
луѓе што ги бранат тие точки, затоа што сте директно инволвирани во работата на јавното предпријатие. И јас се надевам дека нема да направиме уште една грешка, како што покачивме цени на чистота, без да имаме надзорен и управен овдека председател на управен и надзорен, па да го каже и тој своето мислење што дискутирале на нивните седници, затоа што ние реално како совет, бидејќи немаме управни и надзорни, не ги знаеме ни завршните сметки на јавните предпријатија. Значи, тоа се луѓе кои понатаму со директорот ќе управуваат, ќе раководат со јавните предпријатија. Значи, за прв пат во Куманово, секој што сака да учествува во управни и надзорни има шанса да конкурира. Ова е трет повик. Зошто не се пријавуваат? Можеби не е доволна платена работа, можеби им е навистина страв поради состојбата во јавните предпријатија да влезат во нашите јавни предпријатија. Меѓутоа, на нас како совет ни е обврска да ги конституираме тие управни и надзорни. И затоа денеска сме на една седница што не беше планирана, туку мораше да се направи за да може да поништиме нешто што не е добро и во наредните точки да распишеме за да и да се надеваме, а еве и овие говори што ги зборуваме сега, што зборуваме на седница, верувам дека ќе бидат пренесени и дека едноставно ќе ги стимулираме луѓето што се квалитетни луѓе да навлезат и да помогнат не само да зборуваме ради реда, туку навистина суштински да помогнат со своите компетенции и квалификации во јавните предпријатија. Не е партиски оглас, напротив, мислам дека е оглас за сите наши граѓани кои се чувствуваат спремни да навлезат во водите на јавните предпријатија, кои што се апсолутно тешки и на кои што навистина им треба квалитетни луѓе за да дадат и предлози и идеи да излезат овдека пред Совет на општина Куманово и да кажат што смислеле со директорот и што идеја имат плюс да направат за јавните предпријатија за да обезбедат и подобра услуга и пофункционално да обезбедат и плат и така натаму и така натаму. Што значи дека апсолутно треба да се почитува законот. Апсолутно советот ќе излегува во пресред. Знам и ви благодарам на сите советници што некои прекина и годишни одмори да дојдат на оваа седница на совет. Меѓутоа тоа ни е работа и тоа ни е обврска, за тоа сме и платени. Значи да направиме еден ваков пресек, да направиме уште еден обид кој мислам дека ќе биде последен, затоа што после августовска седница без годишни планови за вработување и годишни програми, јавните предпријатија нема да бидат функционални. Значи, законска обврска ние нас да ги донесеме, законска обврска, па и мислам дека и морална обврска е да зборуваме како советници дека секој што мисли дека може да ги исполнува тие услови кои не се ниски, напротив се многу високи, затоа и нема толку многу пријавени. Меѓутоа сепак оние луѓе што поминуваат низ таа селекција се квалитетни на кои што јас не ги знам, ама им верувам дека ќе направат некаква разлика во досегашното функционирање на јавните предпријатија и понатамошното функционирање на јавните предпријатија. Значи, тие луѓе, особено председателите на совет, на управните и надзорните, ќе бидат обврзани при предлагање на точките од страна на директорите да дојдат и да елаборираат, а не партиска одлука што велите вие да дават. Затоа што друго е да зборуваш овдека пред совет и пред медиуми, а друго е да не си повикан воопшто да зборуваш, туку само да гласаш таму како човек од управен и надзорен. Значи ќе имат колку што обврска, толку и одговорност пред советот, а ние нормално дека ќе се потпреме на ако се согласуваме со нивните предлози, ќе ги аминуваме, ако не, ќе ги вратиме. Тоа е моето гледање и ви благодарам пак на советниците што излеговте во пресред да се собереме, да направиме кворум, да изгласаме нешто што е многу битно за функционирањето на јавните предпријатија и се надевам дека оваа точка повторно нема да се најде на дневен ред, туку напротив дека комисијата ќе си го сработи. Јас верувам дека и општинската администрација и советот повикот што ќе биде, затоа ја брзавме оваа седница, ќе биде во наредните денови, дека ќе алармира, дека ќе апелира до народот и секој што мисли дека е соодветен, дека ќе конкурира. Меѓутоа, за мене неприфатливо е
да конкурира, а да не знае каков документ треба да поднесе. Да конкурира, а да не знае дека 5 години не работел во струка. Да конкурира, ама да не е сигурен дека е соодветен на тоа што се бара. И да не знае за каде конкурира. Значи, треба некои работи да се стават на свое место за да бидат членови на управни и на надзорни, затоа што навистина ни треба квалитетни луѓе таму. Благодарам. Дали некој друг се бара збори? Иван побара? Реплика до мене, повели. Благодарам, председателка. Ретко кога во изминатите седници можев да се сложам со вас во толкав обем. Генерално видов дека ме слушавте што зборував, генерално ги повторивте истите грижи и многу добро беше што ги слушнавме од вас, што ги слушнат граѓаните од некој од мнозинството кој што е најмногу повикан. Лично ми импонира ова што го рековте, посебно околу законските услови, посебно околу компетенциите и квалификации, посебно околу тоа дека ова нема да биде партиски оглас. Тоа беше и мојот повик. Направив анализа на претходните 35 години, никогаш не реков дека сега така ќе постапите, се надевам дека ќе еволуираме и дека ќе направите една позитивна промена. Затоа и ги повикав граѓаните, да не ги делиме на наши и ваши, така да во тој дел сме апсолутно се сложувам со вас. Друго зашто воопшто земав реплика, што ме израдува што рековте дека ќе бидат тука присутни за секој извештај, за да видиме и тие квалификувани, компетентни луѓе што разбираат од работењето, што разбираат од извештаите, што ги верификуваат, не ги подпишуваат, што разбираат од програмата на работата и да ги слушнеме нивните визии за подобро работење на предпријатијата. Така да, може би и за прв пат толку се сложуваме. Ви благодарам. Благодарам, советник, се сложуваме. Сите добронамерни советници овдека мислам дека ќе се сложиме. Меѓутоа, јас уште нешто би сакала. Добро јас и вие што се сложуваме, меѓутоа јас и вие не работиме во јавните предпријатија. Јас ги поканувам советниците кои работат во јавни предпријатија, кои сигурно знаат дека има квалитетни, компетентни луѓе околу нив и кои се инволвирани нели во работата на јавните предпријатија, да им предложат на луѓето да влезат во управните, надзорните, па да работат, затоа што тие најубаво си ја знаат работата на јавните предпријатија. Ви благодарам на тоа што се сложувате со мене. Повелете, советници, дали уште некој бара збор? Повели Илич? Само мислам да се јавам претходно за контрареплика, едно прашање во однос на ова дека веќе има одржано седници на управен одбор на одредени јавни предпријатија, како до сега се исплаќани управните одбори, ако ние немаме донесено одлука за исплата на управните одбори. Значи, ако нешто е законски одредено, законска рамка, ако тоа е вметнато во статутите на јавните предпријатија и овдека сами јавно на седница да признаете дека имаме пропусти, треба се запрашаме како е работено и како и до сега тие директори, кои што најголем дел од нив се ВД директори, што е исто сериозен проблем, бидејќи со година овдека се само подпишуваат решение ВД, тешко се доаѓа до позиција директор, менаџер на предпријатие, како до сега се исплаќани. Убаво ја спомнавте и чистота и зеленило, освен економската анализа што беше направена тамо стручна, управен одбор без донесена завршна сметка, без ова расправа да донесе да покачи цени на изнесување на ѓубре. Значи, ако нешто треба да сработиме, треба да донесеме таква одлука и да се види до сега зошто е направен овој пропуст, ако имало врска советот, да донесе одлука за висина на паушалите, зошто не сме донели? Зошто можеби ние сме ги ставиле во ситуација во каква се нели тие директори, ВД директори, да исплаќаат можеби незаконски, а луѓето еве работеле, донесуваат одлуки. Имале седници на управен одбор. Че ние овдека од опозиција макотрпно се обидуваме да го кажеме на грешки, на пропусти, но вашите фокуси се на други страни, затоа отворете си ги законите, гледајте, читајте. Има администрација која што знае, која што умее да сработи, послушајте што ќе ви каже, да не ни се случуваат веќе вакви работи.
Јас би сакала да, ако не мислам дека сум компетентна, затоа што тоа одлука беше донесена на претходниот состав на Совет и не ги качивме цените, не цените, туку паушалите, затоа што јавните предпријатија се во лоша состојба. Значи, и тогаш ја повторивме одлуката од претходните совети дека ќе биде истата цена. Законот вели не повеќе од 1/3 од минималната или од просечна плата, што значи дека верувам дека сите директори кои имаат направено, мислам дека само 2 управни одбори има кои држале седници, другите не се конституирани, ги исплаќале според одлука која е важечка на сила, доколку нема предлог од Советот да се смени. Ви благодарам. Дали уште некој бара збор? Повелете советници да се изјасниме за првата точка. Предлог одлука за поништување на јавен повик број 01/26, дополнување за пројавување на интерес за пројавување на кандидат за избор на еден член на надзорен одбор на јавно предпријатие Водовод Куманово. Повелете. Констатирам дека со 15 гласа за, 1 против и 3 воздржани усвоена е првата точка од дневниот ред. Одиме со втора, предлог одлука за поништување на јавен повик број 02/26, дополнување за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на 3 членови на надзорен одбор на јавно предпријатие Чистота и зелено. Да се изјасниме. Констатирам дека со 15 гласа за, нема против и 4 воздржани усвоена е втората точка од дневниот ред. Одиме со трета, предлог одлука за поништување на јавен повик број 03/26, дополнување за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на 2 членови на управен одбор и 1 член на надзорен одбор на јавно предпријатие Пазаришта Куманово. Констатирам дека со 16 гласа за, нема против и 3 воздржани усвоена е третата точка од дневниот ред. Одиме со предлог одлука за поништување на јавен повик број 04/26/26, дополнување за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на 1 член на управен одбор и 2 членови на надзорен одбор на јавно предпријатие Куманово паркинг Куманово. Констатирам дека со 16 гласа за, нема против и 3 воздржани усвоена е четвртата точка од дневниот ред. Одиме со пета, предлог одлука за поништување на јавен повик број 05/26, дополнување за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на 1 член на управен одбор и 1 член на надзорен одбор на јавно предпријатие за изградба на инфраструктурни објекти Куманово газ Куманово. Да се изјасниме.
Констатирам дека со 16 гласа за, нема против и 3 воздржани усвоена е петата точка од дневниот ред. Одиме со шеста, предлог одлука за поништување на јавен повик број 06/26, дополнување за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на еден член на надзорен одбор на јавно предпријатие за просторно и урбанистичко планирање Куманово, план Куманово, да се изјасниме. Констатирам дека со 16 гласа за, нема против и 3 воздржани усвоена е и шестата точка од дневниот ред. Колеги советници, пред нас се 6 точки од 7 до 12. Предлагам заедничка материјална расправа за предлог одлука за објавување на јавен повик на овие јавни предпријатија. Ве молам да се изјасниме за заедничка материјална расправа. Констатирам дека со 17 гласа за ќе се води заедничка материјална расправа за следниве точки. Предлог одлука за објавување на јавен повик број 01/26, повторување на дополнување за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на еден член на надзорен одбор на јавно предпријатие Водовод. 8 точка. Предлог одлука за објавување на јавен повик 02/26, повторување на дополнување за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на 3 членови на надзорен одбор за јавно предпријатие Чистота и зеленило. 9 точка. Предлог одлука за објавување на јавен повик број 03/26, повторување на дополнување за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на 2 членови на управен и 1 член на надзорен одбор на јавно предпријатие Пазаришта Куманово. Одиме со предлог одлука за објавување на јавен повик број 04/26, повторување на дополнување за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на еден член на управен одбор и 2 членови на надзорен одбор на јавно предпријатие Куманово паркинг Куманово. 11 точка. Предлог одлука за објавување на јавен повик 05/26, повторување на дополнување на пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на еден член на управен одбор и еден член на надзорен одбор на јавно предпријатие за изградба на инфраструктурни објекти Куманово газ. И 12 точка. Предлог одлука за објавување на јавен повик број 06/26, повторување на дополнување за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на еден член на надзорен одбор на јавно предпријатие за просторно урбанистичко планирање Куманово, план Куманово. Со нас е раководителот Јовица Димковски на сектор за човечки ресурси. Повели раководителе, кои кадри ни фалат и кога ќе се распише огласот? Добар ден, почитувани советници, почитувана председателка. Ќе се предлага на советот, бидејќи сега веќе се изгласани одлуките за поништување на претходните огласи кои се дополнување на јавните повици. Значи, одиме со ново објавување. Значи, вака оди ситуацијата. Јавен повик 01/2026, повторување на дополнување за избор на член на еден член на надзорен одбор на јавното предпријатие Водовод Куманово. Тој ќе биде од областа на финансиско работење. Област 02/2026, повторување на дополнување за пробување на 3 членови на надзорен одбор на јавното предпријатие Чистота и зеленило. Тука збориме за област финансиско работење 1, област правни работи 1 и област дејност на предпријатие 1. Јавен повик 03/2026, повторување на дополнување јавно предпријатие Пазаришта Куманово, 1 член на надзорен одбор од областа правните работи. Јавен повик број 04/2026, повторување на дополнување, пријавување на кандидати за 1 член на управен и 2 членови на надзорен, 1 член на управниот одбор, без разлика, значи дали ќе биде од област на финансиско работење или правни работи.
и 2 членови на надзорен одбор од област правни работи и 1 област на дејност на предпријатието. Јавен повик 0526 повторување на дополнување за 1 член на управен и 1 член на надзорен одбор на предпријатието за изградба на инфраструктурни проекти Куманово, газ Куманово. Станува збор за 1 член на управен одбор област правни работи и 1 член на надзорниот одбор од област на финансиско работење. Јавен повик 06-2026 повторување на дополнување за пријавување на 1 член на надзорен одбор на јавното предпријатие за просторни урбанистички планови Куманово план Куманово од областа на дејноста на предпријатието. Доколку Советот ги изгласа овие точки денеска и вие председателка ги подпишете денеска и службите постапат малку поажурно и го објават во службениот гласник, јас ќе се ангажирам да бидат објавени утре. Значи, јавниот повик, доколку биде се средено, се објавува утре, доколку не се среди, ќе се објави во понеделник. Ќе трае 5 дена. Благодарам, ако имате прашање. Значи, јас пак би сакала да искористам оваа седница на Совет и да апелирам до граѓаните на Куманово. Знам дека се летни одмори, некој ќе може, некој и да сака нема да може. Меѓутоа, јавниот оглас се денеска ако се среди, а верувам дека службите изготвиле за да се потпише и во службениот гласник да се објави, дека огласот трае 5 дена, ама работни ќе бидат понеделник, вторник и среда. Така ли? Законот вели 5 дена од денот на објавувањето. Јас би сакала, раководителе, знам дека прочитавте, меѓутоа во интерес на граѓаните. Само да кажете што струка треба во јавните предпријатија. Само тоа да ми го потенцирате повторно. Председател, значи, за член на управен или надзорен одбор, доколку е дејност правни работи, значи, тој мора да има 5 години работно искуство и да работел правни работи. Значи, имаме проблем и како комисија, бидејќи сум член на комисијата, каде се случува дека еден правник работел како продавач, работел како магационер или нешто слично. Затоа комисијата бара дополнителен документ кој не е нити спомнат во законот, нити во правилникот за селекција. Ние бараме од АВРМ историјата на вработување, каде се гледа како тој кандидат работел и какви работи извршувал. Тука настанува проблемот кога одредени кандидати не се поминати во фазата на селекција. Исто важи и за другите дејности. Економист морал да работи финансиско работење. Не може да работил нешто друго. Значи, мора да го потврди, ако го нема во АВРМ историјатот, ќе го потврди тоа со потврда од работодавачот каде работел. Значи, ние ќе ги повараме дополнително документите се во интерес да се заврши огласот побрзо. Ако е дејност на предпријатието, комисијата се состанува и одлучува дали е навистина од дејност на предпријатието, бидејќи имаме различни дејности на предпријатие, како јавното предпријатие за просторни урбанистички планирања, че мора да биде градежен инженер или архитект. Така да, тоа е. Благодарам. Како комисија секогаш, усвари, како дел од документи кои треба да се достават се од суд, каков документ само беше во интерес на граѓаните? Значи, мора да има потврда дека кандидатот нема правосилна пресуда, прекршочна, забрана на вршење дејност, должност, професија. Апсолутно имаме грешка сега во огласот повторување, каде кандидатите доставуваат потврда за кривична евиденција или за казнена евиденција. Тоа е еден обичен документ. Се вади во Основниот суд Куманово. Еве, повикувам, може да се извади во Централен регистар за 15 минути, да не би чекале, а може и да се извади во една точка за услуги во занаятчискиот дом исто за 10 минути. Да не би чекале наредниот ден од судот да го земат. Така? Благодарам. Дали некој бара збор? Повели Југослав. Благодарам, сад. Еве само како сугестија, ако е веќе 5 дена, подобро да го објавите во понеделник.
оти викенд, не верувам дека ќе неки 5 дена. Не кажува работни на работ. Ако го објавите утре, тие два ќе ви пропаднат за пријави, за документација. Совет од моја страна за да успее повикот и 2-3 дена да можеме, еве, ние како советници, луѓето што гледаат, што следат, да го проследат ова наше барање, да го соопштиме ова, да повикаме и да има простор од понеделник до петок да завршат работа. Во насока да успее огласот. Благодарам. Благодарам. Дали уште некој бара збор? Повелете советници да се изјасниме за 7-та точка. Предлог одлука за објавување на јавен повик број 01/26, повторување на дополнување за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на еден член на надзорен одбор на јавно предпријатие Водовод. Да се изјасниме. Констатирам дека со 20 гласа за, нема против, 1 воздржан, усвоена е 7-та точка. Одиме со 8 предлог одлука за објавување на јавен повик број 02/26, повторување на дополнување за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на 3 членови на надзорен одбор на ЈП Чистоти Зеленило. Констатирам дека со 18 гласа за, нема воздржани, нема против, усвоена 8-та точка од дневниот ред. Одиме со предлог одлука за објавување на јавен повик број 03/26, повторување на дополнување за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на 2 членови на управен одбор и 1 член на надзорен одбор на ЈП Пазаришта Куманово. Констатирам дека со 20 гласа за, нема воздржани, нема против, усвоена е 9-та точка од дневниот ред. Одиме со 10-та предлог одлука за објавување на јавен повик број 04/26, повторување на дополнување за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на 1 член на управен одбор и 2 членови на надзорен одбор на јавното предпријатие Куманово паркинг Куманово. Констатирам дека со 19 гласа за, усвоена е 10-та точка од дневниот ред. Одиме со 11-та предлог одлука за објавување на јавен повик број 05/26, повторување на дополнување за пријавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на 1 член на управен и 1 член на надзорен одбор на ЈП Куманово газ. Да се изјасниме. Констатирам дека со 19 гласа за се усвојува 11-та точка од дневниот ред. Одиме со 12-та предлог одлука за објавување на јавен повик број 06/26, повторување на дополнување за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на 1 член на надзорен одбор на ЈП Куманово план Куманово. Да се изјасниме.
Констатирам дека со 18 гласа за усвоена и 12-та точка на Совет на општина Куманово. Колеги советници, предлог 5 минути пауза. Колеги советници, не остана последната 13-та точка, меѓутоа поради немање на кворум, седницата ја прекинувам и накнадно ќе биде истата закажана. Се гледаме на наредна седница.